Се враќаат ли времињата на шарената револуција, кога СДСМ како тогашна и сегашна опозиција бараше политички неистомисленичи? Зошто едно, ама зошто може да предизвика говор на омраза? Го прашуваме ТВ водителот Богдан Илиевски. Господин Илиевски, добре дојдовте во студиото на Република. Добре, најдобро благодарам на поканата и на приликата да поразговараме. Се надевам дека нема многу омраза да поттикнуваме во разговорот, чисто за да овозможиме еснапските здруженија и на други теми да се посветат, отколку на ловење на омраза каде што не постои. Така, вашиот коментар, едноставно наречен, ама зошто предизвика многу контроверзи кај здруженијата на новинарите. Се чини дека оваа работа отиде предалеку. Добро, зошто беше коментарот? Можеби ако беше ама зошто немаше да поттикне омраза, не знам. Шегата на страна, навистина не ми е јасно, еве неколку дена после тоа и не им е јасно на 99,102% од луѓето со кои што комуницирам деновиве, бидејќи е несватливо како може да се усвои еден таков критериум, дека поставено прашање, особено најбенигното на свет, добро, зошто за некоја работа појава, што е на некој начин, мислам, реторичко прашање и мој став во однос на употребата на северна или не од страна на новинари во приватни медиуми, беше представено како поттикнување омраза и закани кои може да доведат до насилство. Сега точно го цитирам делот од соопштението заедничко на ЗНМ, на Сдруженијето на новинарите на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Имаше таму еден дел за порталот Офнет на Трендо, дека тие се надоврзале на мојата објава, објавиле слика, замислете, од новинарката Лепа Џундева. Чудно да објавиш слика. Па не е чудно ако не го знаеме кривичниот законник, тој член 394 став Г, во кој што во описот на некакви си малце чудно формулиран членот се вика ширење на шовинизам и ксенофобија, не сум сигурен, по пат на компјутерски системи, во него се објаснува дека тој што ќе и се наведуваат низа опис на дејство стои или со слика и така натака, или ќе поттикне омраза. Сакам да кажам, личи дека соопштението на ЗНМ и ССНМ како да било инспирирано од некој делови од кривичниот законник, можеби со цел, бидејќи нели тие најавија поведување на кривична постапка, после објаснуваат дека првенствено тоа е кон луѓето кои што коментирале на мојата објава, меѓутоа кога ќе ја поднесеш во форма во која што е нивното соопштение, таму е буквално нацртано дека јас сум поттикнал омраза, Офнет ставиле слика и така сите сме дел од некоја голема кампања, како што ја нарекоа, за оцрнување на новинарката за која што нема причина, мислам, не ја ни знам, не ја ни познавам, не ја ни зошто да правам некаква кампања. Луѓе Божи, јас сум напишал добро зошто, сум искажал свој став, на кој што имам апсолутно право, без оглед дали сум јас новинар или сум, не знам, самостоен сточарски работник, народски кажано, овчар. Имам право да поставам прашање и секој обид да се осуети поставување на прашања, мислам дека ниво времето на сталинизмот немало ваков критериум на оцена на говор кој што е подобен или неподобен за властите. Она што е најново за ЗНМ не ви се извинија и одите на суд. Ке треба да докажат дека сте поттикнале говор на омраз. Да, во суштина јас прво ги пријавив до Советот за етика на медиуми, ги пријавив до Советот или судот на честа при ЗНМ, ако е тоа нивно тело, јас си ја запазив процедурата и секаде каде што можеше реагирав за она што јас го ценам дека е клевета, бидејќи јас сум наклеветен дека сум поттикнувал омраза, а ги пријавив и до Комисијата за заштита од дискриминација, бидејќи во нивното соопштение, можеби во обид да ја девалоризираат мојата работа, јас сум означен како ТВ водител на вечерна емисија, додека пак за господјата која што... Да, тоа да ме прашам, што сака со тоа да покажат, да ве понижат? Да ве понижат? Видете, претпоставам. А што е понижување ако сте ТВ водител? И тоа е дел од новинарство. Се разбира дека е дел од новинарството, на таа е наведена како новинарка. Ова да звучи посериозно, а вие понесериозно. Да, и не само тоа, туку и пред законот, нели, со најновите измени, токму на ССНМ ми се чини дека беа на иницијатива на ССНМ
донесени, новинарите добија повисок статус, односно закана кон новинари така натака, има веќе многу поригорозно се санкционира отколку предходно. И малце е парадоксално, јас не сум член ни на ЗНМ, ни на ССНМ, но јас сум вработен новинар во Алфа телевизија, како што има господјата Џундева некакви права, имам и јас. Ако таа има право да ја нарекува државата како сака, јас не и се мешам во низиното право, сака да ја нарекува Македонија, сака да ја нарекува Северна, сака да ја нарекува, како сака нека ја нарекува. Како таа милува, како сака, како е убаво. Но истовремено не може да ви го ускрати вашето или моето право да ја нарекувате својата држава Македонија. Благодарам. Токму така и да ми го ускрати моето право да прашам едно обично прашање. Тоа значи проста реченица, добро зошто. Тоа не сме никој, викам не мора, не сме никој едно прашање да го карактеризира како поттикнување омраза, бидејќи нашата работа на крај на денот е да поставуваме прашања. Наше уставно загарантирано право е да имаме став, имаме право на слободно мислење, на јавно изразување на нашето мислење. Тоа се уставни одредби. Така. Секој обид да се ускрати на некој начин нечие право на размислување. Вчера тоа го коментирав и јавно, сега само ќе го повторам, ме потсеќа многу на романот на Џорџ Орвел 1984, да, каде што имаше нели дело зломисла, дека ти веќе не смееш ни да помислиш нешто што не е во параметрите дефинирани како подобни од страна на системот. И токму затоа најавив дека и во мојат, откако не добив извинување, а го побарав, таква е законската процедура, 48 часа има рок, не го испочитува тој рок, не знам зошто, што им беше толку тешко да напишат 2 реда дека грешна формулација има во соопштението, увиделе дека не е тоа баш така. Не го сторија тоа, така да ќе поведам постапка пред институциите, каде што ќе треба тие да докажат. Решили сте да истерате целиот случај до крај? Не, апсолутно да. Апсолутно да, ќе побрам символична оштета од 1984 евра, тие пари ќе ги донирам, ќе одлучам каде, нема да задржам ниту еден цент од тие пари, и во таа постапка, таква е процедурата, тие ќе треба да докажат дека не ме клеветеле, дека сум поттикнал омраза, а имајќи предвид дека моето дејство во тоа дело е прашањето добро, зошто? Ќе треба да докажат тие два зборчиња како поттикнале омраза. Да, ќе треба да докажат дека прашање добро, зошто поттикнало омраза. Така да видиме како тоа ќе излезе пред институциите. Кажете ми, ЗНМ ве пријави во полиција, ви се заканува ставно 5 години затвор? Што е со тоа? Она што, мислам дека мене именично тие во полиција не ме обвиниле пред полицијата, барем од она што го знам. Тие тврдат, бидејќи направија контакт со мене откако побарав извинување и од ЗНМ и од ССНМ, при што во тој контакт мора да кажам малце чудни беа тие мислам чудни. Разговаравме ние нормално, но немаше од нивна страна ни најмал знак дека се подготвени да кажат добро сгрешивме. Иако можеби во тонот насетував дека увиделе, дека погрешиле со некои формулации, но не го сторија тоа, но ми кажаа дека тие првенствено биле фокусирани кон некои коментари кои што ги имало на мојата објава, после веројатно имало и на објавата на Офнет, коментари од приватни лица. Вие покажавте и на нивната објава на ЗНМ дека имаше некои недолиштени коментари кон вас. Така, тоа сакам да го објаснам. Значи, на социјалните медиуми, сите кои што имаме социјални медиуми ги користиме како што ги користиме, нели, постои таму еден формулар за коментар. Тоа е идејата, да има некаква конверзација меѓу луѓето. Ако и секој има право, зависи дали си го ограничил и затворил просторот за коментирање или не, дали само твоите пријатели, пријатели на пријатели или целата јавност. Јас бидејќи сум јавна личност, имам дозволено целата јавност, секој да коментира на моите објави. Јас кога ќе наидам на недолична објава, а имаше такви 2 чинам под видеото, јас ги отстранувам. Но јас немам вработена служба 24/7 да мониторира, нити некој тоа може да го прави. И сега тие велат дека јас со моето прашање, добро, зошто, сум поттикнал некој долу да ја навреди или не знам да и се закани на новинарката Џундева. Тоа е апсурд, бидејќи јас не можам на тој начин да поттикнам омраза. Што ако, например, Зоран Заев објави
некој став, еве сега ќе дојде 17 јуни, денот за славење на тие го слават срамниот Преспански договор. Иако Заев тоа го објави и под објавата на Заев некој го навреди или му се закани на Заев. Дали тогаш Зоран Заев ќе биде обвинет за поттикнување на омраза кон самиот себе? Например. Или, она што добро го забележавте, на објавата на ЗНМ на Facebook, на која што тие го соопштуваат својот став по однос на мојот статус и наводно поттикнување омраза, имаше еден коментар, не знам дали беше циничен, саркастичен, беше овој Богдан Бетмен да се спали на клада. Секако тоа може да се свати. Да, јас не го доживеав, не го доживеав како атак кон мојата личност или загрозување на физичкиот интегритет, но прашањето е, ако сега веќе следиме стандарди. Еве, чисто да не остане. Вака. Ова е мојата новинарска легитимација од Алфа телевизија, нели? Прес, новинари така натаму. Значи ги имате сите права и обврски како и колешката Лепа Џундица. Прашањето е, ЗНМ го избриша тој коментар после 14 час. Бевме во живо на една радио емисија на радио Лидер кај Златев и Боцевски. Јас им го посочив коментарот и дури траеше емисијата, тие го избриша ова Богдан да се спали на клада од фан страницата на ЗНМ. Прашањето е, добро го избришале. Дали пријавиле во полиција како што ја заштитуваат Лепа Џундева? Дали соопштение некој сте виделе дека заканите против лицето, против новинарот или ТВ водителот на вечерна емисија СН? Мене круната не ми паѓа без оглед каков е нивниот став. Ги осудуваат и така натака. Не сме виделе такво нешто, дотолку повеќе да повторам, 14 часа стоеше тој коментар. Нели, ако веќе зборуваме за времето на реакција, ако на крај кришот се работи за двојни стандарди. Точно така, се работи за двојни стандарди, се работи за ова не може да се протолкува поинаку отколку како обид да се дискредитира нечие мислење или да се дискредитира нечија работа и под Б, тие во соопштението велат дека јас со својата објава на крај на денот сум поттикнал омраза која што доведувала до автоцензура кај новинарите и тие се бореле против тоа. Можеби тој воведен дел од соопштението е дел од некој проект грантиран, можеби на кој што работат, не знам, но која е тогаш целта ти јавно да напеналиш, народски кажано, некој, ако не е да предизвикаш автоцензура. И ако влеземе сега веќе во идеологија и ставови во однос на про или контра Преспански договор и новото срамно уставно име, работата може да ја развиваме веќе и политички, а не еснавски. И не знам, и таа опција е возможна кога земаме да ги анализираме сите околности. Така, за крај да ве прашам, ви наликува ли ова на времињето од шарената револуција, кога СДСМ како тогаш најави и сегашна опозиција ловеше политички неистомисленици, новинари? И сметате ли дека на еден начин собираат материјал да покажат дека еве почнуваат да има политички притисоци и неистомисленици и дека вие сте убаво се накаленивте? Јас и да не кажам нешто такво, оваа забелешка сум ја сретнал на повеќе места денови, бидејќи нели сега не е СДСМ да мене гони, туку се ЗНМ и ССНМ, но ако на луѓето многу им наликува тој однос кон, затоа реков, ако го сведеме на политичка дебата, тука може да согледаме многу интересни работи за јавноста. Но наликува, подсетува на период каде што кон неистомислениците се употребува разноразни методи. Еве, вие доаѓате од медиум кој што знам дека има купови на разноразни разноразни пријави изминативе години, исто така индикативно зошто изминативе 7 години немаше премногу вакви реакции од еснафите, викам немаше премногу. И кај што имало физички напад врз новинари така натака реагирале, јас сум ги гледал тие извештаи, криво седи, право зборувај. Ама ова да обвиниш новинар за прашање добро зошто, да кажеш дека поттикнал омраза е народски кажано ван сите вери. И постапката ќе ја терам до крај, затоа што се работи на крај на денот за слобода на говор, која што тие како здруженија би требало да ја бранат до крај, што би рекол еден додека дишам. На сајтот на ЗНМ вие ќе најдете член 16 од Уставот, кај што е цитиран. Денес објавив едно видео, кој е новинар, кој не е новинар, кај што Чадиковски Младен, председателот на ЗНМ, објаснува дека не е на судот да одлучи кој ќе е новинар, во овој случај со ИРЛ,
туку јавноста оценува кој е новинар, односно кој работи за јавниот интерес. Ако има поголем јавен интерес од слободната мисла, став, говор, јавно изразување, одбранењето на уставно загарантираните човекови права, нека ми каже некој кој е тој повисок јавен интерес, односно слободата персе како императив на секоја живо суштество во секое општество. Така, господин Илиевски, ви благодарам за разговорот и ви посакувам да ја истерате целата работа до крај. Ви благодарам на приликата, бидете сигурни дека ќе ја истерам целата работа до крај. Да повторам, тие 1984 евра, како символизам кон Орвел, ќе ги донирам, ќе одлучам каде, нема ни цен да задржам од нив. Она што ми е единствено важно е да поставиме една граница која што не смее да се премине. А тоа значи дека не смее луѓе да се осуетуваат, да се плашат, да напишат 2 збора на Facebook, затоа што некој идиот долу може да напише било што. Тоа не смее да биде. Треба да има кој да го санкционира тој идиот кој што пишал закани, навреди и така натака, но не смее да се санкционира правото на луѓето да поставуваат прашања или да ги кажуваат своите ставови. Во конкретниот случај, мојот став дека новинарите во приватните медиуми никако не се обврзани да ја користат срамната референца од Преспанскиот договор, а на тоа не е обврзан ниту било кој друг човек во Македонија кој што не извршува никаква јавна функција. Благодарам. Ви благодарам и вас.